следите регионалните вести. Започнуваме со информативните содржини. И тетовци се загрижени од се поголемиот број афери кога се повлекува храна или други производи кои веќе биле пуштени во промет. Во вакви случаи поголемиот број од граѓаните веднаш престануваат да ги користат, без разлика на смирувањата, дека во Македонија нема од спорните производи. Се поголемиот број афери кога се повлекува храна или други производи кои веќе биле пуштени во промет предизвикуваат загрижености кај тетовци. Во вакви случаи поголемиот број од граѓаните веднаш престануваат да ги користат, без разлика на смирувањата на надлежните дека во Македонија нема од спорните производи. Последната информација беше дека чоколадите Марс, Сникерс, Milky Way, V-Minis и Miniaturis се небезбедни за употреба и дека производителот доброволно ги повлекол од германските продавници, откако во некој од нив била пронајдена пластика. За жал не ги користам. Не можем да ги користим како да ги користим кои... Значи се придржувате на... Да, нема што. Не користам. По старо ја работам. Слабо користим такви производи. Посебно да речем за овие шоколада и тие работи. Ова прв пат слушам, искрено да ви кажам. Тоа. А кога ќе слушнете, дали секогаш се придржувате да не користите такви производи? Да, се придржувам. После ова тешко дека ќе пијам. Не верувам да видиш. Ги користам. Маркетинг. Од Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија изјавија дека немаат добиено нотификација преку системот за брзо предупредување за храна и храна за животни на Европската унија, дека споменатите чоколади се небезбедни за употреба. Конкретно се работи за чоколадите кои се произведени меѓу 19 јуни лани и 8 јануари годинава. Инаку ова не е прв случај поврзан со овие производи. Во 2014 година чоколадните напевки на Марс и на Сникерс беа повлечени од продажба од продавници во Франција, Германија и Холандија поради присуство на патогена бактерија. На македонската јавност досега и се познати аферите со афлатоксините во млекото, стаклените честички во храната за доенчиња, полиуретанските честички во сируп за симнување температура кај децата, опасната хемикалија фталат во пластичните кукли Маша, детски лик од цртан филм. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Поголем дел од такси возачите кои работат на подрачјето на Гостивар имале искуство со патници кои ги излажале и им побегнале, без да им платат за услугата. Во полицијата за лани регистрирани се само 5 такви случаи, но таксистите ретко пријавуваат бидејќи станува збор за помали суми на пари. Влегуваат во такси возило, бараат да бидат однесени до одредена локација, а кога ќе стигнат потоа измислуваат лага или на брзина бегаат од автомобилот без да платат за услугата. Вакво искуство имале поголем дел од таксистите кои работат на подрачјето на Гостивар. Тие секојдневно се по улиците и превезуваат патници до различни места и кога некој непознат ќе се качи во автомобилот, не можат да предпостават дали е измамник или не. Повеќето гостиварски такси возачи со кои поразговаравме потврдија дека некогаш биле жртва на измамници или знаат колега што доживеал такво нешто. Еден од нив го сподели непријатното искуство пред камера. Имал 2 случаи. Еден случај до Куманово ги однесов. Влегува во една кафана, па после во друга кафана, со 2 влеза и избега луѓето. Тоа ми е едно негативно искуство. Преостанатите се добри, позитивни искуства. Имате ли слушнато од други колеги за вакви искуства? Имам од сите колеги, скоро сите се на некој начин излажани. Иако патници им бегаат без да платат, таксистите ретко пријавуваат во полиција. Со оглед на тоа што станува збор за помали суми, сторителите не се гонат по службена должност, туку само по приватна тужба. Минатата година на поширокото гостиварско подрачје биле пријавени само 5 случаи на измами на такси возачи. Напади, малтретирање и случаи со посериозни последици лани не се регистрирани во полицијата.
Над 600 бебиња се родиле во последните 3 месеци од 2015 година во Тетово и 5 тетовски општини. Според Државниот завод за статистика, најмногу новороденчиња се евидентирани во општина Тетово, а најмалку во општина Јагуновце. За 602 бебиња зголемен е бројот на жителите во Тетово и 5 тетовски општини во четвртото 3 месечи од 2015 година, објави Државниот завод за статистика. Во споменатиот период најмногу бебиња се родиле во општина Тетово, а најмалку во Јагуновце, или изразено во бројки: општина Тетово 301, 90 во општина Боговиње, во општина Желино 72, 65 во општина Теарце, општина Барвеница 53 и општина Јагуновце 21 живородено дете. Државниот завод за статистика евидентира дека во четвртото 3 месечи од минатата година во општина Тетово и 5 тетовски општини починале 9 доенчиња, од кои 7 во општина Тетово и по едно во општините Желино и Јагуновце. Во четвртото 3 месечи од минатата година во Тетово и Тетовско склучени биле 421 брак, а разведени 74 бракови. Најмногу бракови се склучени во општина Тетово 203, а најмалку во општина Јагуновце 11. Најмногу евидентирани раскинувања на брачната заедница се евидентирани во Тетово 31, а најмалку во Јагуновце само 2. Статистиката бележи дека во споменатиот период природниот прираст е најголем во општина Тетово и изнесува 127, а најмал во Јагуновце -7. На државно ниво бројот на живородените деца во Македонија во четвртото 3 месечие од 2015 година изнесува 5758, што е зголемување за 0,6% во споредба со истиот период од претходната година, а природниот прираст изнесува 665 лица. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на умрените лица во четвртото 3 месечие од 2015 година е намален за 1,3% во споредба со истото 3 месечие од 2014 година и изнесува 5093 лица, од кои 53 се умрени доенчиња. Во четвртото 3 месечи од минатата година склучени се 3494 бракови, или за 6,7% повеќе во споредба со истиот период од 2014 година. Бројот на разведените бракови во ова 3 месечи пак бележи намалување од 23,6% и изнесува 507. Приватноста пред безбедноста или обратно. На оваа тема анализира во видеоприлог Радио Слободна Европа на македонски јазик. Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Овој пат на тема приватноста пред безбедноста или обратно. Спорот меѓу Американското министерство за правда и Apple за пристап до телефонот на Сеат Ризван Фарук, еден од напаѓачите во масакрот во Сан Бернардино, ја обнови старата дилема. Кој треба да има поголем правен и морален авторитет врз приватноста на луѓето, владата или компанијата која ги прави телефоните? Судскиот налог со кој се бара од компанијата Apple да ја помогне на американската влада да го отклучи кодираниот iPhone на еден од убиците во масакрот во Сан Бернардино, отвори ново поглавие во законската, политичката и технолошката борба во врска со спроведувањето на законите меѓу заговорниците на граѓанските права и големите технолошки фирми. Владата тврди дека телефонот бил клучен доказ во истрагата за еден од најтрагичните напади во Соединетите држави, извршен од луѓе кои биле поврзани со исламските милитанти. Меѓутоа, групите за заштита на приватноста предупредуваат дека принудувањето на компаниите да ги дешифрираат нивните апарати го загрозува техничкиот интегритет на интернетот и представува закана не само на приватноста на корисниците, туку потенцијално и на граѓаните на секоја земја. Тоа не е само лизгава патека, вели адвокатот Марк Ротенберг, кој е председател и извршен директор на Центарот за информации за електронска приватност во Вашингтон. Тоа всушност се однесува на сите телефони. Со други зборови, овозможување пристап на еден телефон значи дека мора да овозможите пристап на сите телефони. Однапред не се знае кои телефони во текот на истрагата ќе треба да ги погледате, додава Ротенберг. Тој исто така оценува дека директорот на FBI, Джеймс Коми, ја политизирал истрагата во Сан Бернардино, велејќи дека агенцијата ја притискал Силиконската долина да направи промени во нивните апарати, дури и пред нападот на Сан Бернардино. Ротенберг исто така рече дека прашањата за сегашната судска одлука на Apple
одат подалеку од мноштвото податоци откриени од поранешниот соработник на американските разузнавачки служби, Едвард Сноуден, за деталите за американските програми за следење и нагледување. Тука всушност се случува нешто друго, вели Ротенберг, додавајќи. Она што се случува овде е што FBI вели дека не сака само да добие пристап до евиденцијата што може да има Apple. Станува збор како Apple ги дизајнира своите мобилни телефони. Или ние сакаме да дизајнирате мобилен телефон, бидејќи во иднина можеби ќе ни треба пристап до приватни податоци што сега ги немаме во моментот. Федералниот судија во Лос Анџелес му нареди на Apple да обезбеди разумна техничка помош на лицата кои ја водат истрагата во податоците на iPhone-от, користен од Ризван Фарук, кој заедно со неговата сопруга уби 14 лица, а рани 22 други на 2 декември во Сан Бернардино, Калифорнија. И двајцата беа убиени во престрелка со полицијата. Федералното истражно биро ги испитува потенцијалните комуникации на двојката со милитантите на Исламската држава и други терористички групи и затоа бара пристап до iPhone-от. Повеќето експерти за безбедност, вклучувајќи и многумина кои служеле во владата, велат дека напорите на владата да обезбеди пристап до кодирани уреди представува своевидна контрола. Овој аргумент беше изнесен и пред 2 децении, кога владата се обиде и не успеа да ги принуди технолошките компании да вклучат специјален чип во нивните производи за потребите на надзорот. Тука треба да се биде неутрален, вели експертот за сајбер безбедност Џамил Џафер. Ние во оваа земја секогаш балансиравме меѓу приватноста на една страна и безбедноста на друга. Мораме да го преиспитаме ваквиот баланс, бидејќи денес ситуацијата е неодржлива. За жал, во оваа земја најверојатно ќе имаме уште терористички напади. Кога тоа ќе се случи, ќе се постави прашањето дали имало некаква порака чие дешифрирање би можело да го запре тој напад. Вели Џафер, екс-советник на помошникот јавен правобранител за национална безбедност во Американското министерство за правда. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Снимките со прислушуваните разговори што ги обелодени опозицијската СДСМ покажаа дека во Македонија било расширено незаконското следење на луѓето. Затоа, според експертите, е неопходна корекција на законските одредби, бидејќи најважно е што е можно подобро да се заштити приватноста на граѓаните. Во Македонија долги години се злоупотребуваат системите за контрола на телефонските линии и другите начини на комуникација, како што се интернетот и социјалните мрежи, велат експертите. Тоа значи дека целиот систем бил под контрола на политичките партии, ако според законот телефоните и другите средства за комуникација не може да бидат прислушувани доколку за тоа не постои наредба од суд, вели поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов. Тој истакнува дека се потребни корекции на законските одредби и оценува дека кај нас немаат приоритет ниту безбедноста на државата, ниту приватноста на граѓаните. Генерално има прецизно кога може да се контролира телефоните. Доста е расширена таа можност, бидејќи тоа е на ниво на судија за претходна постапка да носи таква одлука, такво решение. Кај нас се проширени тие што може да барат прислушување, Министерство за одбрана, Управа за јавни приходи, натаму Агенција за разузнавање, Министерство за внатрешни работи, сите тие може да и Цариска управа, сите тие може да инициират да бидат телефоните ставени под контрола, доколку за тоа постојат основни сумњи дека некој извршува или се подготвува да изврши кривично дело. Така да широк диапазонот на можности, мислам дека тоа треба да се коригира. Инаку во законот за кривичната постапка точно е наведено за кои кривични дела средствата може да бидат под контрола. Се работи за тешки кривични дела, посебно за убиства, силувања, разбојништво, но исто така и за тероризам и тешки облици на организиран криминал. Кога се работи за националната безбедност, за тоа дали средствата за комуникација може да бидат под контрола, одлучува Врховниот суд, а за сите други случаи судија на претходна постапка. Трајано вели дека операторите се обврзани да ја почитуваат приватноста на корисниците, бидејќи во спротивно законот предвидува и затворски казни за нив. Меѓутоа, масовното прислушување на граѓаните што го обелодени опозицијата, го отвори прашањето дали е можно толку многу телефонски броеви да биле под контрола на службите, ако во тоа немале улога и операторите. Експертите велат дека операторите немаат можност да ги контролираат службите за контраразузнавање и службите за безбедност, дали тие поседуваат соодветен судски налог.
Трајно вели дека операторите знаат дека одредени броеви се под контрола, но и тоа не може да го спречат. Затоа што тоа оди по автоматизам. Во Министерството за внатрешни работи, практично со еден клик, кои се брои сакат да стават под контрола. Телефонските оператори знаат дека одредени броеви се под контрола, но не може тоа да го спречат. Тој сепак дополнува дека операторите на еден или друг начин можеле да се посомневаат и да алармираат дека толку многу броеви биле под контрола, бидејќи и за нив исто така било проблем на сите тие броеви сигналите да ги насочуваат кон МВР. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk. Утрово околу 6 часот и 10 минути на магистралниот пат Струмица Радовиш помеѓу селото Владевци и селото Радичево случајна е сообраќајна незгода помеѓу патничко моторно возило Венто со штипски регистарски ознаки управувано од 46 годишниот ТГ и товарно возило Мерцедес со велешки регистарски ознаки управувано од 33 годишниот ММ. Од здобиените повреди на самото место починале Александар А, 25 години, од селото Карбинци, Штипско, сопатник на патничкото возило Венто, и Павлина Г, 72 годишна, од селото Раброво, сопатник во товарното возило Мерцедес. Со тешки телесни повреди се здобил возачот на Вентото, истиот со возило на брза помош било пренесен во медицинскиот центар Струмица за укажување на лекарска помош. Извршени увити се работи на целосно расчистување на случајот. Претепан е Тодор Петров, председател на Светскиот македонски конгрес, кој е еден од донаторите на 51-метарскиот крст кој утрово беше осветен во општината Бутел. По неговиот говор при поставувањето на темелите за оваа градба, Петров е претепан од страна на непознати лица. Во моментов тој се наоѓа на ургентниот центар каде му се вршат компјутерски иследувања по кои ќе се направи проценка дали ќе биде задржан за понатамошно болничко лекување. Полицијата го истражува случајот. Првиот македонец кој го преплива Ла-Манш, Нико Нестор, почина во Скопје на 81 годишна возраст. Нестор на 9 септември 1959 година го преплива каналот меѓу Франција и Британија за 12 часа и 6 минути како прв човек од Источна Европа кој го совладал растојанието од Кале до Довер. Во 2009 година за овој подвиг тој доби специјално признание од Сдруженијето на пливачки маратонци. Нестор е и првиот македонец кој го препливал Охридското езеро од Свети Наум до Струга за 11 часа и 28 минути во 1958 година. Нико Нестор е роден на 19 јуни 1934 година во Струга. На републичките првенства освои 14 титули, соборувајќи неколку републички рекорди во периодот од 1948 до 1967 година. За време на насилните демонстрации синоќа во Приштина е повреден 21 полицаец и еден новинар. Од безбедносни причини одстранети се шаторите од централниот плоштад во Приштина во кој претходните 3 дена кампираа приврзаниците на опозицијата. Соопштено е дека се уапсени 5 демонстранти. Демонстрантите кои биле со фантомки на глава нередите ги започнале нешто пред 17 часот кога со молотови коктели, шишиња со боја и камења почнале да фрлаат во правец на собранието, каде биле распоредени припадници на косовската полиција. Договор за прекин на судирите почна денеска да се спроведува во Сирија со, како што се најавува, мали прекршувања во првите часови. Наблюдувачката мисија на Обединетите нации забележала само еден инцидент во западна Сирија, откако на полноќ стапи во сила примирието и покрај тоа што во текот на денот имаше интензивно бомбардирање на позициите на бунтовниците во близина на главниот град Дамаск и во северниот град Алепо. Прекинот беше договорен од Соединетите Американски држави и Русија и ќе биде наблюдуван од тие две земји преку центрите во Латакија, Вашингтон, Москва, Аман и Женева. Ирската владијачка коалиција на партијата на десниот центар Фине Гел и лабористичката партија на чело со премиерот Енда Кени освои 32% од гласовите на парламентарните избори, покажува анкетата по гласањето. Пребројувањето на гласовите почна денеска, а конечните резултати се очекуваат утре. На партијата Фине Гел на вчерашните избори припаднаа 24,8% од гласовите, а според резултатите од анкетата, лабористите освоија доверба од 7,1% од избирачите, што значи дека вкупно немаат доволен број гласови за нов мандат, за кој е потребно 41 до 42% од гласовите.
Ден по одржувањето на изборите во Иран, на кои силите си ги одмерија реформаторскиот блок на председателот Хасан Рохани и другите конзервативни сили, почна пребројувањето на гласовите. Изборите за парламентот и за собранието на експерти се први откако Техеран се согласи со светските сили за кратење на неговата нуклеарна програма. Министерството за внатрешни работи соопшти дека 58% од гласачите, односно околу 32 милиони иранци, излегле на гласањето. Тие гласа за 290 места во парламентот и 88 во собранието на експерти, тело кое го избира врховниот лидер. И парламентот и собранието сега се контролирани од конзервативните сили. Денес имавме сончево време со умерена облачност. Утринската температура се движеше од 3 до 8, а дневната од 9 до 16 степени. Утре не очекува сончево време со локална облачност. Утринската температура ќе се движи од 4 до 9, а дневната од 9 до 17 степени. И тоа беше се за овие регионални вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.